Добро вечер. Во ова издание на емисијата 360 степени во духот на предизборната кампања ќе видите одвоени разговори со кандидатите кои влегоа во вториот круг од изборите за градоначалник на Скопската општина Центар. Горан Герасимовски од СДСМ и Мирослав Лабудовиќ од ЗНА. Интересно, и двајцата се родени во 1982 година, и двајцата се магистри, и двајцата сметаат на сличен корпус на гласови со оглед на тоа што доаѓаат од политички структури кои до пред неколку години беа едно. Почнуваме со претендентот за втор мандат во Центар Горан Герасимовски. Господине Герасимовски, добро дојдовте во 360 степени. Добро вечер, ви благодарам на вашата покана и поздрав до вашите ценети гледачи. Имате 43 години, социолог сте, магистар по менеджмент на човечки ресурси. Тоа некако би требало да ви помага во менаџирањето на вработените во општината Центар, иако генерално менаџирање со вработени во јавен сектор се смета за комплицирана работа. Како ви оди вас во Центар во тој дел? Ни оди одлично, моето големо искуство првично и како социолог, но и како магистар и докторант на човечки ресурси, и претходно искуство повеќе од 10 години во делот на истражување на јавно испитување на јавно мислење, водење на голем број на кампањи, ни дава за право да се впуштиме во трката и ни дава едно големо искуство и знаење како треба да се раководи една локална самоуправа. Има ли две постави, една за СДСМовско време, друга за ВМРО-вско? Не. Кај вработените? Никогаш не биле поделени нашите колеги, дали се припадници на одредена политичка партија. Тимот на луѓе е еден, сите заедно функционираме и работиме во интерес на граѓаните. Тоа го покажавме изминатите 4 години, не само преку нашите вработени, туку и преку советничките групи. Имавме интересен мешан состав на советници, каде што покажавме како треба да се води и менаџира домакински една општина во интерес на граѓаните. Имавме претседател на совет кој што доаѓа од друга политичка партија. Немавме мнозинство во советот како СДСМ и неопределени кандидати, туку сите заедно ги гласавме добрите програми без разлика од која советничка група доаѓа. Да, по смената на власта во 2017 ја добивате позицијата на заменик директор во Државниот завод за индустријска собственост, потоа еден период и директор. Тоа е позиција сепак стекната по политички клуч, по партиски клуч. Од кога сте вие во СДСМ? Јас сум член 25 години во Социјалдемократскиот сојуз, сум поминал повеќе функции, почнувајќи од младината, моментално и претседател на општинската организација и така натаму. Идеолошки себе си како се дефинира? Што се вредностите што на Горан Герасимовски му се најважни? Ги почитувам вредностите на социјалдемократијата и така функционирам изминатите години. Како што кажав, 25 години проидени во политичката партија, од самата младина па до претседател на општинската организација. Имаме проидено многу изборни циклуси заедно со моите сопартици и верувам дека и на овие избори ќе дадеме се да оствариме една голема победа во општината. Кога ги анализирате резултатите од првиот круг, дали мислите дека извлековте максимум? Ако ги анализирате резултатите од 21-а, имаме слични резултати во 25-та. И на листата и моите гласови. Тоа докажува дека граѓаните препознаваат дека вредно работиме овие 4 години, заедно со нив, ги носиме програмите. Немаме ниту една црна дамка, иако некој се обидува последниве 2-3 недели преку негативна кампања да го смени мислењето на граѓаните, кое што не се менува така едноставно. Центарци се многу мудри, центарци знаат што се случува во општината и како истата функционира, и нивното мислење не може да се смени преку црна кампања толку брзо. Вие имате околу 8500 гласа. Вашиот главен ривал и единствен сега во вториот круг, Мирослав Лабудовиќ, има околу 5700 по првиот круг. Листата на СДСМ во Центар има околу 6100 гласа, што значи дека вие сте со околу 2400 гласа над таа бројка. Кој друг, освен поддржувачите на СДСМ, гласал за вас? Имаме доста истражувања кои ги направивме и пред изборите, но и после првиот круг, каде што се покажува дека и неопределените и оние што гласале во првиот круг за другите кандидати, поголем дел од поддршката
ќе ни ја дадат токму нам. Тоа го знаат и против кандидатите и затоа се малку испаничени и не знаат што во моментов прават и затоа прават многу грешки. Јас верувам дека граѓаните ги препознаат сите добри мерки кои што заедно ги водевме. Од утре почнуваме повторно буџетски форуми, каде што ќе ја подготвуваме заеднички програмата за 2026 и сето она што го раководевме и правевме во интерес на граѓаните, го правевме заедно со сите советнички групи. Дополнително граѓаните знаат да проценат што е добро и што е реализирано изминатите 4 години. Јас сум единствен градоначалник кој што нема потрошено ниту еден денар од буџетската каса за непродуктивни трошоци. Патувања, дневници, возам велосипед, не користам автомобил, шофери, така натаму, непродуктивни оние кафеански трошоци, значи ниту еден денар. Тоа е домаќинско работење и затоа буџетот има финансиски средства, иако изминатите 4 години имаме 13 милиони евра потрошени на капитални проекти, пари на граѓаните на општина Центар, без задолжување на Уште малку околу анализата на бројките од првиот круг. Има едно интересно совпаѓање, да речеме. Ви имате 2400 гласа повеќе од листата на СДСМ, а Мирослав Лабудовиќ има околу 2200 гласа помалку кога ќе се соберат и ќе се споредат неговите гласови со гласовите кои што ги добија листите на ЗНАМ, неговата матична партија, и ВМРО ДПМН. Дали тоа значи дека има и ВМРО-вски гласови кај вас во првиот круг? Локални избори се. Кога станува збор за локални избори, ние очекуваме гласови и од членовите симпатизерите на ВМРО, и од членовите симпатизерите на Левица, па и од неопределените кандидати. Дури на нашата листа имавме и носител, и одредени кандидати кои што не се партиски. И пак ќе повторам, нашето добро работење изминатите 4 години го препознаваат граѓаните. Без разлика дали станува збор за политичка партија, некои жители се членови на политичка партија или не, препознаваат дека изминатите 4 години работевме вредно, заедно со граѓаните и во целосен им интерес. Веќе ги спомнавте гласовите на оние кои што не успеа да се пласираат во вториот круг, еве се повикувате на одредени испитување на јавното мислење, мислите дека ќе завршат кај вас. Станува збор пред се за гласовите на Билјана Ивановска од Независни заедно, која што освои околу 4500 гласа, и на кандидатката на Левица Марија Среброва, која имаше околу 2100, вкупно 6600 гласа, кои што со оглед на тоа што разликата меѓу вас и Лабудовиќ е околу 2800 по првиот круг, може да влијаат на конечниот исход. Лабудовиќ смета дека овие 6600 од Независни заедно и Левица во првиот круг за нивните кандидати за градоначалници биле гласови за промени во Центар и затоа смета дека треба да му припаднат, односно дека ќе одат на негово конто во вториот круг. Не е така и не се согласувам целосно. Луѓе кои што работат истражувања знаат како се прелеваат гласовите на граѓаните. Истата ситуација беше и во 21-ва, каде што јас имав околу 8600 гласови во првиот круг, за да во вториот круг имаме околу 11800. Анкетите го покажуваат истото и сега, дека поголем дел од гласачите, а тоа го знае против кандидатот и затоа се и нервозни, и во моментов водат црни кампањи и притисоци врз одредени жители. Обично прелевањето на гласовите оди кон победникот. И пак ја повторам, зашто? Поради тоа што покажавме како се води општина многу поразлично од сите останали. Кон победникот на локално или кон победникот на централно ниво? Кон победникот на локално ниво. Некои велат дека тој бран на победа на централно ниво, кој што е очигледен на страната пред се на ВМРО ДПМН, Лабудовиќ е формално поддржан и од ВМРО ДПМН, може да има ефекти во вториот круг, дури во општините во кои што водат кандидати од други политички структури. Партијата од која што потекнува против кандидатот освои 8,4%. Која е таа поддршка која би добил да он добие над, 51%? Граѓаните знаат, граѓаните веруваат во тоа што го правиме и не веруваат на манипулации и лаги кои што ги докажуваме со документација изминатите 3 до 4 недели. Вие изјавивте дека граѓаните во Центар гласале за личност, а не за политика, и некако таа ваша изјава предизвика лавина реакции. Јавни, па дури од ваши сопартици. Видовме, чувме, слушнавме
наслови од типот Герасимовски ги пуштени низ вода СДСМ-овците од центар. Како го коментирате тоа? Видете, јас сум, како што напоменав и на почетокот, член на Социјалдемократскиот сојуз 25 години. Ги вреднуваме вредностите и ги почитуваме социјалдемократските политики, но на локално ниво работиме во интерес на граѓаните. Многу добро беше и потенцирана и кажана изјавата, некој сакаше да изврти целосно. Ги очекуваме сите гласови, без разлика од која политичка партија се. Пред се гласовите на Социјалдемократскиот сојуз, но ќе биде интересно што ќе имаме гласови и од други политички партии, па и од невладиниот сектор. Има и други елементи, некои кои што укажуваат на тоа дека како да се обидувате да направите една дистанца од СДСМ, да речеме, оваа изјава може да се анализира и на таков начин. Понатаму, да речеме, имате кампања која што ликовно графички се разликува од тоа што е главна порака и кај СДСМ, и бои, и лого. Потоа дури и на веб страницата се бориме за нашиот дом во делот посветен на општина Центар. Имате порака од типот, само да ја најдам, оваа функција доживам како надпартиски исклучиво служба на граѓаните, затоа изборувавте во текот на оваа емисија. Свесно ја правите таа дистанција и мислите дека добивате од тоа? Покажавме како се работи во интерес на граѓаните, заедно со сите советнички групи. Се има уште поинтересен состав на советничките групи, многу мешан, каде што ќе го менаџираме заедно со сите советници. Станува збор за локална самоуправа. Да, сите имаме поддршка и доаѓаме од одредена политичка партија, но ова е локална самоуправа каде што целосно треба да се посветиме за проектите во интерес на граѓаните. Конкретно советот заедно ги носиме проектите со граѓаните преку, како што кажав, буџетскиот форуми кои што ги отпочуваме од утре. Ги слушаме, сите предлози ги ставаме, ги преточуваме во програма и ги реализираме преку буџетот кој што го гласаме на крајот на година. Тоа се среде кампања буџетски форуми, не е малку злоупотреба на... Нема никаква злоупотреба, тоа ни е стаено во програмата на општината и ние си ги реализираме работите во неопштински. Мислам, не е тоа партиски настан каде што ние викаме партиски членови за да собираме предлози и идеи, туку ги канеме граѓаните за да дадат како изминатите години, каде што организираме неколку буџетски форуми, каде што преку анкети, средби малски со граѓаните, детектираме сето оно што е потребно во сите урбани заедници, на сите улици и сите малани со општината и ги преточуваме, како што кажав, во програма заедно со сите советнички групи. Советот на општина Центар има 23 члена, без јасно мнозинство, веќе го спомнавте тоа, 8 члена доаѓаат од СДСМ, 7 од ВМРО, од ДПМН, понатаму тројца се од Левица, по двајца има од Знам и Независни заедно и еден од Дом, или поинаку се викаше некако коалицијата за настап на локалните избори. Препознавате некаде можност за мнозинство? Сепак на крај ќе треба да се избере председател на Советот, ќе треба мнозинство гласови од овие 23, СДСМ има 8. И покрај се, и да не ги забораваме резултатите од 24-та, каде што ВМРО имаше 12.000 гласови, односно скоро 6.000 гласови повеќе од СДСМ, ние успеавме на овие избори да извојуваме победа, имаме еден советник плюс. Ке разговараме со сите советнички групи за да се договориме како ќе функционира Советот. Јас верувам дека со добро менаџирање, со домаќинско работење како што го имавме изминатите 4 години, дека ќе продолжиме во наредните 4 години и дека ќе успееме да направиме заедничко мнозинство. На последната седница на Советот имавме суспензија на одредена парцела каде што гласаа сите советници. А и на поголем дел од предлозите кои што се преточува во програми, гласаа скоро сите советници. Јас сите добри проекти кои што беа без разлика дали се од Шанса за Центар, од Левица, од ВМРО, беа прифаќани од моја страна и од целосниот тим на луѓе и заеднички реализирани. Затоа говорам и затоа имаме таква кампања, поради тоа што функционираме на локално ниво во интерес на граѓаните, што би било ако се конфронтираме едни со други. На крај на денот страдаат граѓаните. Ке не може да ги реализираме проектите кои што треба да ги реализираме во интерес на граѓаните. Советот се школи, улици, град Скопје веројатно зеленило е показател во спротивната насока. Токму така за жал и се соочуваме со уназадување 10 годишно уназадување на градот. Се соочуваме со депонии, се соочуваме со лош транспорт, се соочуваме со никакво зеленило,
за кое што посветуваат финансиски средства и внимание, и најлошо функционирање на градската власт изминатите 40 години. Вие за својот прв мандат зборувате на позитивен начин, велите дека сте оствариле повеќе од 90% од она што сте го ветиле во 2021 година. Сепак општина Центар има своји проблеми, тоа е неспорно. Низ вашата призма, што е тоа што најмногу наитно и треба на општината во овој момент? За жал, хигиената, која што, иако ингеренција на градот, за која што граѓаните на месечно ниво плаќаат такса комунална кон водовод и комуналното предпријатие, но не ја добиваат услугата, и ние како општина трошиме дополнителни граѓански средства за да нашите хигиеничари работат двосменски, за да сето она што се отстранува од улиците плаќаме дополнителни финансиски средства кон Дрисла, и сметам дека хигиената е прво нешто за кое што треба да се разговара со новиот градоначалник на Скопје и новите градоначалници на скопските општини. Можеше ли сето ова поинаку да се менаџира? Можеше, да централната власт на многу посистематизиран и јасен начин да го направи тоа. Уште пред 2 години како член на управен одбор на ЗЕЛС побарав на седница на ЗЕЛС да ги преземеме ингеренциите сите општини поединечно. Односно да се трансформира комуналното предпријатие, с финансиите што се плаќаат кон комуналното предпријатие од страна на жителите на Центар, да се плаќаат кон општината и наше комунално предпријатие, на кое што ние ќе докупиме нова механизација, ќе вработиме дополнителен број на луѓе, и уште од тогаш немаше да се соочуваме со овој проблем што денеска го имаме. Има елементи сега на злоупотреба, на пиар, на кампањско ангажирање и од вас, да речеме, и од Лабудовиќ. Лабудовиќ вас ви забележува на тоа дека е после цел мандат, 4 дена пред гласање, сте ставиле ракавици и сте земале да чистите во општина Центар. Една од многобројните лаги кои што ги слушаме изминатиот месец дена. Луѓе кои што немаа програма, истата извадија пред 10 дена и ја препиша, еве ја мојата програма. Тука има и програми, и отчети, и све што сме заработеле заедно со граѓани. И тоа е доказ дека изминатите 4 години сме се грижеле за све, вклучувајќи го и проблемот со хигиената. Граѓаните знаат, граѓаните гледаат, и ги гледаат и механизацијата и нашите вработени постојано на терен. Човек кој што е заменик министер година и пол и кој што да ги прашате граѓаните на анкета дали го познаваат и кај работи, ја мислам дека 1% само ќе добиете позитивно мислење. Човек кој што 4 години никаде го немаше да говори за Центар, зашто не се вклучил на многобројните акции кои што ги правевме за чистење на одредени депони, ѓубришта и слично. Подолго се зборуваше дека господинот Лабудовиќ ќе биде се сликаат, кандидат, се сликаат и прават пиар од истото, дали фатиле една кеса ѓубре да фрлат во канти. Тоа е добар пример како треба да се постапи, како треба истиот да го следат и граѓаните. Но, господине Герасимовски, не е работа на градоначалниците да го собираат сметот. Предпоставам тоа ќе се согласите. Нивна работа е да го организираат тоа на начин на кој што тоа ќе функционира како што треба и граѓаните ќе добиваат услугата како што треба. Делумно се согласувам, ние треба да бидеме пример како треба да постапува еден домаќин на општината. Ние не сме менаџери, ние сме домаќини на општината и треба домаќински да ја водиме. Исто како еден дом. И така функционираме и така ќе продолжиме. И затоа преку добрите примери, почнувајќи од велосипедот, продолжувајќи со моето присуство со хигиеничарите. Во општината имавме и пожари. Јас бев првиот кој што искочи на сите пожари да гаси заедно со пожарникарите, да носи вода заедно со нашите вработени. Имавме паднати дрва како што имавме утро пред училиштето Киро Глигоров, каде што први искачаат нашите вработени, иако треба да искочат паркови зеленил. Во Центар се чини дека најголемите проблеми, забелешки, критики се поврзани со делот на урбанизмот и со делот на густината на сообраќајот на одредени места и паркирањето. Прво за урбанизмот. Има критики на ваша адреса дека дадовте многу дозволи за градење и дека Центар, особено некои делови од Центар се претворени во градилиште и дека Центар е загушен. Може ли некако во Центар да се гради помалку? Се соочивме со проблем уште при доаѓањето и пристапувањето мое во општината.
поради лошиот мораториум и ненавремено менување на дуповите за подобрување на истите, имавме 300 барања за градба во општината. Ги слушам вчера делот високите функционери, министри, не знам, кои што користат некои терминологии кои што не се соодветни, кои што шират повторно лаги и дезинформации, дека се издадени 300 одобренија, дека 80 чекале. Не. Еве ги документите пред мене. Овие 6 месеци се издадени 34 одобренија. 34. Со бројки и све останато. Значи тоа е манипулација. Говорат дека 80 чекале кај мене на маса. Прво тие има систем електронски на ЗЕЛС. Достапни се, видливи се. Имаат пристап повеќе институции и чекаат само 8. Само 8 кои што се во процедура. И таа процедура е законска и мора да тече. Дополнително што направивме? Правевме све да го заштитиме државното земјиште. Не продадовме на лицитација ниту 1 квадрат од државното земјиште. Поднесовме иницијатива преку ЗЕЛС до Министерството за транспорт да ако имате 70% да можете да оформите 30, што е различно сега. Ако имате 30, може да оформите 70. Направивме во правилниците да имаме што повеќе зеленило и дополнително високостеблести дрва во самите парцели. За да го подобриме паркирањето, ги отстранивме оние лажно што ги представувале клацкалки дупли паркирања во самите стамбени објекти. Чекајте уште малку околу урбанизмот само да ве прашам. Назад практично не може. Ако добро разбирам, вие сите зборувате за ревидирање на дуповите во прилог на зеленилото и така натаму, меѓутоа тој што стекнал право да има одреден габарит на градба, на одредена маркица, нема да се откаже од тоа. Па и во новите дупови ги намалуваме. Значи во новите дупови ги правиме целосно во интерес на граѓаните. Се намалува катност, се намалува дури квадратури. На делови се бришат и маркици за градба. Поготово во делот на Кале, каде што сега требаше да го изгласаат советниците, е доставен до Советот, е во завршна фаза, се бришат одредени маркици и се прави зеленило. Или намена спорт. Зошто тоа, например, за Девармало не се направи? Зашто Девармало е веќе густо населена. Во Девармало се останат уште многу малку куќерки кои што ќе се претворат во згради. Во Девармало ќе почнеме сега да го носиме дупот, но таму скоро све реализирано, исто како и на одредени други дупови. Гледам, критикуваат, донесени се, не знам, 3 дупа и така натаму. Значи, за да се донесе еден детален урбанистички план, се вклучени повеќе институции. Ние изминатите 4 години имаме донесено 3. 4 се во завршна фаза пред Совет. И уште 6 кои што се во фаза на реализација. Значи имаме 13 отпочнати дупови. И во сите нив, поготово во донесените и во тие што се во процедура, го заштитуваме државното земјиште. Правиме што поголеми зелени површини, отстрануваме маркици, намалуваме квадратури, прошируваме сообраќајници, се со цел да условите на живот ги подобриме. Можеше ли кај Треска да има посоодветно решение? И јас сакав на Треска да има езеро каде што моите деца заедно со мене ќе шетаат со останатите жители. Но тоа е приватно земјиште. Се обидувавме на неколку пати како да го реализирам истото. Имаше едно идејно решение за кое што јас не се согласував, кое што е целосно незаконско и за кое што залудно се потрошени финансиски средства, за жал. Законот мора да го почитуваме, а тоа го покаже и судот, кој што на 2 пати го буткаше мораториумот. Сето тоа беше една шминка за да некој прави популистички поени. Што се вашите предлог мерки во делот на сообраќајот и на паркирањето во центар? Во делот на сообраќајот напоменав дека при носење на секој дуп ги подобруваме сообраќајните линии низ општината, односно ги прошируваме и подобруваме капацитетите. Но не само за сообраќај, туку ги подобруваме и тротоарите, се прават велосипедски патеки, секаде онаму каде што може истото да се реализира, се поставува ново зеленило. Тоа го направивме на Орце Николов, истото се прави на Ленинова. Во моментов е фаза на отпочнување на продолжување на Ленинова од Партизанска па до Министерството за земјоделие, односно до паркот на Франкофонија, каде исто така ќе се ослободат тротоарите од автомобилите и ќе се подобрат условите и за пешаците и за велосипедистите. Во делот на паркирањето имаме неколку проекти. Тоа е нов паркинг кај позади Бојаковец, подземно надземен.
Гледаме што повеќе да имаме подземни паркирања, за да не узурпираме простор над земја. Подземно паркирање на 3 нивоа кај општинската, граѓанско, административната зграда, кој што проект во моментов се прави, веќе имаме направено идејно решение со над 300 паркинг места. Дополнително паркинг во Капиштец, кој што ни беше за жал стопиран од страна на градот Скопје и градоначалничката, кој што 2 пати го доставувавме со проекти, изменети проекти на договорена ситуација, ставени средства и во буџетот и во програмите предвидени, но за жал добивме црвен сигнал, односно црвено светло, но не застануваме за истиот проект, ќе продолжиме да го реализираме и дополнително ја чистевме депонијата кај Подкале, каде што планираме тој дел да се затвори, целосно да се реконструира, односно асфалтира, да се обележат паркинг местата и да биде во функција на паркинг за општински центар. Една интересна изјава слушнав од вашиот ривал деновива, тоа е дека на сметката на општина Центар има околу 10 милиони, претпоставувам се мислеше на евра, и дека тоа е доказ дека парите стојат неинвестирани, значи несоодветно менаџирате со општината. Повторно лаги и манипулација од страна против кандидатот. Како што гледавме и цела кампања, така продолжуваат и до крајот на кампањата. Ке ги издржиме. Ке ги докажуваме со документи сите оние лаги кои што ги произнесуваат. Колку пари имате вие на сметката на општина? Имаме неколку милиони кои што се во тек и се трошат. По ситуации истите се исплаќаат за одредени проекти кои што се моментално во тек. И тоа го покажува едно добро домакинско работење на една општина. Ние имаме 13 милиони евра на капитални проекти, средства на граѓаните. Не средства од кредити како што функционираат дел од општините или како што функционирала општината во минатото. Тоа покажува дека со домакинско работење може да има и финанси, но може и да има и капитални инвестиции со финансиски средства од граѓаните. Владиниот ние одолжуваме општината. Во текот на следната година општината нема да има ниту едно задолжување. Владиниот проект за поддршка на инфраструктурни проекти на општините го сметате за позитивен или за проблематичен? Ке покаже времето. Гледаме дека многу споро оди исплаќањето на ситуациите. Гледаме дека во 2024 кога почна истиот, кога требаше да се потрошат 100 милиони до 24-та, дека се потрошија скоро 0 денари. За да истите пари се префрлат во 25-та со дополнителни финансиски средства и позајмување. И доскоро реализацијата беше 26 милиони евра. Сето тоа иде многу споро со исплаќање на ситуации на проекти кои што во моментов се во тек на реализација. Владата ги доцни или сакате да кажете реализацијата е бавна? Нашата реализација е навремена, говорам за проектот кој што го имаме со финансиски средства, дел од финансиски средства од владата, тоа е салата работнички, каде што владата ги исплаќа ситуациите, ние не доцниме со реализација, туку се доцни со исплата на ситуации до луѓето кои што го прават самиот проект. Аха. Добро, и уште едно прашање за крај. Има руморења, да речам, во политички кругови за тоа дека Горан Герасимовски сега кога ќе освои пак општина Центар, следно за освојување ќе му биде Бихачка. Имате таква амбиција? Наша цел е во моментов да во недела оствариме што подобри резултати заедно со граѓаните. Очекувам поддршка од граѓаните уште поголема во вториот круг. Напоменав од сите без разлика како гласале во првиот круг, верувам дека го препознаа доброто менаџирање, видоа дека немаме ниту една дамка изминатите 4 години во нашето работење и функционирање, работиме честно, одговорно и целосно посветено на граѓаните. Во делот на политиката и политичките функции, прво да завршат изборите, а потоа во партијата има тела кои што функционираат, ќе оставиме да истите си ја вршат својата работа, а што ќе биде понатаму ќе видиме после изборите. Благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата. Во продолжение разговорот со вториот кандидат за градоначалник на Центар, Мирослав Лабудовиќ од партијата Знам, поддржан и од ВМРО ДПМН. Добре дојдовте во 360 степени. Добро вечер, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на 360 степени. На почетокот на емисијата реков, интересно е дека и вие и Герасимовски сте роден 1982 година, што значи имате 43 години. И двајцата сте магистри. Вие конкретно сте дипломиран електроинженер и магистар по електротехника и комуникацијски информациски се извинувам науки.
технологии во моментов заменик министер за енергетика, рударство и минерални суровини. Ако се погледне вашата професионална биографија, таа е врзана речи си целосно за приватниот сектор. Од пред година и нешто сте на јавна позиција. Зошто некој што бил успешен во приватниот сектор, а така се опишувате себе си во биографијата, би се нафатил на јавна функција? Тоа не е само опишување во биографијата, туку тоа може да се види во биографијата мојот напредок во професионалната кариера, каде што почнувам како инженер и пред да влезам во политиката, веќе сум менаџер на во една од странските компании, каде што го водам секторот на инженеринг, што всушност представува и мозокот на една фабрика, каде што треба да се организираат сите тие процеси. Јас сметам дека секој човек што искусен, со биографија квалитетна, што би добил повик да биде активен во политиката, да учествува со својот професионален претходно стекнат ангажман, да го имплементира во одредени процеси во државата, никој тоа не смее да го одбие. Зошто? Бидејќи сите имаме одговорност пред државата. Логиката е следна зашто ви го поставам ово прашање. Ако во приватниот сектор заработувате или може да се заработи подобро, зошто би дошле на јавна функција, каде ако ја практикувате на одговорен, транспарентен, отчетен начин, има одредени ограничувања? Примањата се една работа, одговорноста према државата е друга работа. Затоа го велам ова. Ако прифатите државна работа, мора да испочитувате до крај. Исто како во приватниот сектор. Повикот за да бидам заменик министер за енергетика, таму каде што и мојата бранша, енергетиката, таму каде што и имам и учено во тој сегмент и потоа работено, сметав дека треба да го дадам максимумот за да може да направиме респектибилна организација, почнувајќи од нула. Министерството за енергетика беше формирано со владата кога дојде ВМРО да помене на власт заедно во коалиција со ЗНАМ и со ВЛЕН. И кога ќе го добиете тој повик, независно од платата, треба да учествувате и да го дадете својот максимум како што сте го дале претходно. Бидејќи јас пак ќе се вратам во тој свет кај што имам работено и созревано и напредувано. Бидејќи политичката позиција и функција е од времен карактер, како што е и претходните работни места што сум ги имал. Во прифаќањето на ова заменик министерска позиција во енергетика има и семејно влијание. Мислам дека вашиот татко бил на одговорни позиции во минатото. Мојот татко е електроинженер, мојата мајка е доктор на науки, на медицински науки, двајцата се сега во пензија и одлуката беше јас да продолжам во тој дел, бидејќи ми лежат сите тие технички науки. Да, татко ми на времето бил на сериозно високи позиции во електростопанство. Имаше тоа влијание, да речам? Апсолутно да. Нормално, бидејќи секогаш работите доаѓаат од дома. Нели, кога живеете во еден систем, кога живеете со разговори дома за одредени проблеми во енергетиката и нормално кога имате дополнително искусен човек што може да ве насочи во некоја насока со сериозно, големо работно и професионално искуство. И тој ветер во грб секогаш е добре дојде. Вашата магистерска теза е поврзана со компаративна анализа на техноекономските параметри кај фотоволтаичната централа. Сакам само телеграфски да ми одговорите, има ли ЕСАП домакинствата да поставуваат фотоволтаици на покривите? Точно, да, има. Ние како министерство сега го променивме и го променуваме правилникот, од 6 киловати ќе може да се инсталираат 10 или 12, не знам како беше последно. Нели е се уште многу скапа инвестицијата споредено со пред се цената по која што ЕВН ја откупува струјата која што од овие централи се враќа назад во системот? Тоа сега ако збориме за домакинствата, тогаш ЕСАПот е на позитива. За одредена број на години, во зависност колку вие дома трошите електрична енергија, се исплати. Добре да имате. И колку е тој интервал? Од 7 до 10? Од 7. Договорете тоа. После 7-та година, вие де факто имате чист инкам на влез на средства. Не го балансирате. Треба ли државата сепак да субвенционира можеби поголеми суми
на некаков малку поинтензивен начин да го прави тоа? Државата во моментот субвенционира во рамките на Министерството за енергетика Пред се за домакинствата се зборува. За домакинствата. Да. Субвенционираме за ранливи категории 1000 денари за електричната енергија. Субвенционираме на лица со посебни потреби, лица со еднородителски семејства. Имаме пакет исто таков повик, исто повторно за субвенцирање на електрична енергија и најголемиот повик беше за инвертер клими, кај што има некако дупло добро. И намалени сметки за електрична енергија, и топол дом, и намалено загадување на воздухот. Моето прашање беше повеќе поврзано со фотоволтаичните централи. Фотоволтаичните централи во моментот како инвеститори, тогаш треба да се ставаат батерии за да биде исплатливоста подобра. Збориме за централи. За домакинствата секогаш е добро да кој може да постави на кровот, бидејќи и така ја намалува оптеретеноста на мрежата и покомфорно Вие каде што живеете има фотоволтаични? Не, јас сум во зграда во центар, немаме услови. Меѓутоа, новиот закон за енергетика предвидува формирање на енергетски заедници, кај што може една зграда, две згради да направат фотоволтаична централа на крововите и со таа електрична енергија да користат и за сопствени потреби и да ја продаваат и тие средства да ги користат, например, за одржување на зградата. Од кога сте вие во политика, господин Лабудовиќ? Јас сум основач на Движење Знам за наша Македонија. Тоа е нашата политичка партија веќе скоро 2 години. А претходно сте член на СДСМ, така? Во претходно до 2014 година. На 70-тиот или 80-тиот конгрес, имавме конгрес за доверба на Зоран Заев. Тогаш јас бев од луѓето кои што бараше Зоран Заев да си замине, бидејќи мнозинството одлучи дека тој треба да остане. Јас одлучив дека концептуално ни се разликуваат гледиштата во однос како треба една политичка партија да се води. Бев тогаш член на Централниот одбор и си заминав со голема група на луѓе, што денеска делум од нив сме заедно во Движење Знам за наша Македонија. Значи идеолошки сте социјалдемократ, левичар. Јас сум левичар, да. И така и Движење Знам. Центар лево е политичката партија, така што да, левичарски се моите идеолошки постулати. Во однос на резултатите од првиот круг во Центар, дали сметате дека можевте подобро? Со оглед на тоа што завршивте со околу 2800 гласа помалку од првопласираниот кандидат Горан Герасимовски. Јас сум презадоволен од резултатите. Голема благодарност до гласачите на Центар, до членовите на Знам, до членовите поддржувачите на ВМРО-ДПМН, кога дадоа гласот за мене. Презадоволен сум бидејќи јас од сите тројца кандидати влегов како непознат за јавноста и имав најкраток период за промоција. Први требаше граѓаните да ме запознат и после да ја промовираме нашата... Зошто тоа се случи, и да ве прашам, бидејќи долго се зборуваше дека вие ќе бидете најверојатно кандидатот на Знам и ВМРО-ДПМН во Центар, но вашата официјална промоција во кандидат стигна прилично доцна. Тоа беше коалиционен договор. Не само јас, ние имавме тројца кандидати во рамките на Знам, кои што беа ставени на некој вид на анкетирање, на сондажа, да се избере најдобриот кандидат. И тој процес траеше. Ние прв пат учествуваме на локални избори, го немаме таа, кажам, институционална меморија како што имаат другите политички партии за да можат брзо, лесно да влезат во процес на избори. И можам да кажам дека сум презадоволен од резултатите за мене, но можам и да кажам дека скоро 2/3 од излезените гласачи гласаа за промена на тоа што се случува денеска во Центар. Таа теза ја слушам и ќе ве прашам со аргументите на Герасимовски за да ги коментирате во тој дел, но прво сакам да ве прашам зошто имавте околу 2200 гласа помалку од гласовите што ги добија заедно листите на Знам и на ВМРО-ДПМН во Центар. Тоа е генерална анализа дека имаше во цела Македонија многу независни листи и тие зема околу 130.000 гласови, што е секако и некаков сигнал. Истото и во Центар. Имаше шанса за Центар, имаше и други листи, каде што гласовите се дисперзираат. Вие не можете да натерате некако со сила да го даде својот глас. Ја гледа кампањата, ја следи, го гледа човекот и го дава во дадениот момент. Затоа велам, на првиот круг за промени во општина Центар,
се изјаснија 2/3, скоро 2/3 од Да, излезените. Герасимовски се повикува на испитување на јавното мислење и вели дека гласовите во вториот круг нема да се распределат на начин на кој што вие зборувате дека ќе се распределат, туку дека грото од тие ќе одат на негово конто и дека ете тоа го покажуваат истражувањата на јавното мислење. При тоа вели дека ова што го зборувате во паника затоа што знаете дека тоа го покажуваат истражувањата на јавното мислење. Не е точно. Истражувањата се уште од почеток, каде што ги довојувавме, ние ги следевме. 60% од граѓаните во Центар велат дека Горан Герасимовски не заслужува втор мандат. Тоа се тие истражувања ние што ги имавме. Дополнително, кога се надпреварувате од позиција на кандидат кој што ја брка позицијата, ние бевме тројца. Јас, Билјана Ивановска и Марија Среброва. И друго, четврт кандидат, актуелен градоначалник. Доколку актуелниот градоначалник беше добар, ќе победеше во првиот круг, кај што добивме мнозина од општините, победија кандидати што се актуелни и победија во првиот круг. Значи, таа доверба на граѓаните кои што ја оправдуваат работата на актуелниот градоначалник. Во овој случај, пак ќе повторам, 2/3 кажаа не. Сакаме промени во Центар. Тројца кандидати се дисперзираа гласовите, доколку граѓаните велеа да за Горан Герасимовски, во тој случај тој или ќе беше на 50% или плюс 50 и ќе го освоеше Можеше ли мандатот. истата логика да важи и за вас, како кандидат поддржан пред се од ВМРО ДПМН, дека можеби очекувањата требаше да бидат дека вие ќе бидете тој што ќе победи, со оглед на бранот во државата на голема победа на ВМРО ДПМН? Билјана Ивановска е многу квалитетен кандидат. Таа има сериозно портфолио позади себе и логично е да има сериозен број на гласови. Особено каде што работи во делот на корупцијата, а еден од проблемите за кој што може да зборуваме и сериозна индиција за сериозна корупција во општината Центар. Дополнително Марија Среброва доаѓа од левица како актуелен советник и ги има познавањата на проблемите во општината и доаѓа како позната на јавноста. Затоа ќе кажам, јас сум презадоволен во првиот круг, бидејќи луѓето треба да ве запознаат. Треба да оставите простор на запознавање. Јас тој простор го немав. Вчера ве видовме на еден настан со првенците на ВМРО ДПМН. Дали тоа беше обид да се покрие на некаков начин, да се демантираат гласините за тоа дека ВМРО ДПМН е целосно и баш не стои зад вашата кандидатура? Ние имаме коалиционен договор, како што ВМРО ДПМН не поддржува Центар и во Куманово, така Движење Знам го поддржува ВМРО ДПМН, каде што има своји кандидати за градоначалници во цела Македонија. Тоа е политичка агенда, кампања, каде што треба да се дружиме. Требаше Вие да имаме... чувствувате задршка некаква од страна на ВМРО апсолутно ДПМН? не, апсолутно не. Во првиот круг нормално беше, бидејќи немаше фокус по општини, него кампањата беше на цела Македонија. Сега во вториот круг неколку општини се останати кандидати на нашата коалиција заедничка и нормално фокусот е да биде таму и да биде проактивно дружењето и движењето во кампањата. Сакам да ве прашам и за поддршката што ја добивте од Влен, конкретно од Изет Меджити. Има одреден процент на гласачи албанци во општина Центар. Мене ме интересира со оглед на тоа што Изет Меджити го следи еден имидж на човек кој што раководел општина или бил ментор на градоначалник кој што раководел општина, за кое што имиджот е дека е општина на многу дивоградби и општина во која што има проблематични легализации на дивоградби. Во таа смисла, дали поддршката од Изет Меджити ви помага или ви одмага? Ке кажам дека пак не истото. Ние сме партнери во владата. И нормално е да се поддржиме и на локалните избори. Како што се поддржуваме на централно ниво, Движење Знам и е коректив во владата, меѓутоа кога ќе дојдете да настапувате со поддршка, си ја давате безрезервно поддршката таму каде што треба да се даде и каде што може да се даде. Доколку Изет Меджити правел некои не популарни работи, до сега ќе бил санкциониран. Ние го ставаме тоа на
на разговор. Претходниот градоначелник не е веќе кандидат. Ако се огрешил, си лицето на правдата треба да излезе и институциите да се погрижат за тоа. Дополнително, Изет Меджити победи во Чаир. И тоа сериозно победи. Го победи Бујар Османи. Така што, доколку јавноста смета дека Изет Меджити не е добриот кандидат за градоначелник, дека Изет Меджити наштетил на општината Чаир, нема ли да го изберат? Јас не гласам во Чаир. Јас гласам во центар. И ќе гласам и во центар и за град Скопје, не во Чаир. Луѓето што живеат во Чаир, граѓаните одбрале Изет Меджити повторно да ја води општината. Советот на општината во центар е без јасно мнозинство. Таму најмногу советници има СДСМ 8, ВМРО ДПМН е 7, понатаму Левица има 3. Вие мислам дека и независни заедно имате по 2 и Дом има 1. Нема јасно мнозинство. Ако бидете избран за градоначелник, дали тоа ќе го сметате за хендикеп, како ќе се справувате со таа ситуација? Мојата природа е следна. Никогаш не ги оставам работите сами по себе да се решат. Пристапот кон решавање работите ги поставувате сите отворени точки на маса и ги почнуваме, ќе ги спроведеме сите оние програмски определби што ги имаат сите политички партии и независни, шанса за центар, ќе ги ставиме на маса. Тоа што ни се поклопува, тоа ќе реализираме веднаш. Бидејќи тоа ни е заедничкиот дел од програмите. Бидејќи доста ни се веќе партиски поделби. Ние со партиските поделби видовме што ни се случува изминатиот период на градот Скопје. Нефункционален систем. Наместо да се седне и да се разговара со чиста мисла, со добра идеја во интерес на граѓаните, само тоа е начинот за да може една институција да функционира. На Герасимовски не одеше лошо во тој дел, во досегашниот мандат, да речем. Исто така имаше комплициран состав на Советот, но некако излегуваше на крај. Секој се снаоѓа на свој начин. Затоа велам, јас ќе зборувам со сите и јас верувам, кога имате искрена намера, нема кој да ве обструира. Доколку правите непопуларни чекори. И Герасимовски му излегувале од Совет, и Левица, и Шанса за центар, и ВМРО, кога имало спорни работи. Јас нема да го дозволам тоа. Пред Советот ќе се договориме. Најчесто се спорни работи овие со дуповите. Тоа што не се случува денеска. Ние во моментот имаме мапирани 300 градежни локации во моментот. Брутална бетонизација. Пред вас во студиото беше Герасимовски, зборуваше за тоа дека дел од бројките кои што ги кажувате и вие и господинот Минчев дека не се точни, дека се многу помали, да речеме, бројот на издадени дозволи во последните 6 месеци дека е 34 и дека воопшто не е точно дека на издавање чекаат 80, туку дека се само 8 барања и дека се тоа јавно достапни податоци кои сте можеле да ги проверите. Има систем каде што не е доволно јасно, не е доволно јасен пристапот, не може скоро никој да го види. Информациите се такви дека во моментот се чекаат 80 и Герасимовски, како што до мене стигнуваат информациите, би сакал да го прашам дали е точно дека ги замолува инвеститорите да не почнат во овој период на градба, дека поминат изборите, а тоа јас ќе го нотирам во првата недела од мојот мандат и ќе ги извадам сите тие градежни дозволи што се даени и што се во процес, бидејќи целиот тој систем мора да биде транспарентен, мора да знаат граѓаните дали нивниот комшија ја дал куќата за да се изгради зграда и да се во тек. Што може реално на тој план на урбанизмот да се промени во општина Центар? Дали нешто суштински на вистина може да се промени или работите се веќе отидени се работи по стари предалеку? детални урбанистички планови донесени на непопуларен начин во 2012 година. Значи, ако сакате да стопирате одредена брутализација, еден брутален пристап и агресивен во градење, ќе пристапите кон промена и носење на нови урбанистички Имаше еден планови. обид, видовме цел мандат беше потрошен со мораториуми и така натаму, на крај резултатот од тоа не беше баш многу позитивен. Кога имало стоп во одреден период и потоа повторно се издавани на ангро градежни дозволи.
Со промената на урбанистичките планови можете да доведете одредени локации да се стопираат, да се избришат, како што било претходно во минатото во претходникот на Герасимовски. Да се зачува јавното добро. Има одредени стекнато право не можете да го одземете. Тоа што го има некој стекнато, нема назад. Меѓутоа, во иднина можеме да ги стопираме сите тие процеси и да не биде толку брутално. Центарот на градот мора да се развива. Имаме случај каде што во центарот на градот се уште има септички јами. Што не е во ред. Тој дел треба да се урбанизира. Имаме простори кај што стварно треба да ги урбанизираме. Тоа е различно од ова другото за што зборуваме. Меѓутоа не може да оставите септичка јама и извор на зараза во најстрогиот центар на градот. Тоа мора да се урбанизира на соодветен начин, со добра анализа на кој начин ќе се реализира. Вие не можете на една уличка тесна да изградите 50 згради, да ви се допираат балконите и сите да бидат среќни. Апсолутно никој не е среќен во тој случај. Што друго е најмногу најитно потребно на општина Центар во овој момент според вас? Добра организација во однос на хигиената. Не зборам ова сега што не се случува со собирање на смет. Зборувам не хигиената во маалата. Тоа што и треба на општината е комплетна дигитализација, каде што човек факторот ќе биде сведен скоро на минимум, бидејќи само така поголема следливост и транспарентност ќе имаат и граѓаните во сите процеси. Бидејќи секое барање треба да помине низ службите и тоа треба да има одредена дигитална следливост и да не се заборава во одредена фјока, каде што може да биде да предизвика сомнеж за корупција. Затоа дигитализацијата на општината е многу важна, ревидирање и носење на нови урбанистички планови, сериозно многу, и дополнително да зборуваме за безбедност. Бидејќи заборавивме на безбедноста низ годините. Имаме проблеми во училиштата, денеска видовме 2 или 3 паднати дрва пред основно училиште, Киро Глигоров. Пред 2 недели видовме како градежна машина го блокира влезот на едно од основните училишта и децата поминуваат под машината. И никој не се грижи за тоа. Како свесноста да ни е на многу ниско ниво. Во делот на сообраќајот и на паркирањето, што се вашите предлог решенија? Катни гаражи, монтажни гаражи и организација на сервисно стамбените улици. Катна гаража во Буњаковец, на местото на постоечката монтажна гаража во близина на Песталоци. Таму би се организирало тоа цело паркирање, секоја кола што влегува во тој дел од градот да се паркира таму и да си плаќа нормално, а сервисно стамбените улици во Буњаковец, кои што веќе се преоптеретени и нема паркинг место, да бидат за граѓаните. Со добра анализа ќе процениме дали некои од улиците би биле, тие сервисно стамбени улици би биле со комбиниран начин, например од 7:30 наутро до 16:30 да се наплаќа тој период, а по 16:30 да биде за резидентно паркирање. Дополнително, долго најавуваната општинска зграда која што е влезена во ДУП-от уште 2012 година, мислам. Таму се предвидено уште тогаш 300 паркинг места. Планот ни е да го оплемениме целиот тој простор на улица Михаил Цоков, коцката пред општината и паркиралиштето Карши фонтана да бидат еден убав плоштад, значи да ги ослободиме тие улици, плоштадот го нарековме Феникс. Дополнително монтажни гаражи во Капиштец, во моментот тие да се продолжат од двете страни и дополнително монтажна или катна гаража, ќе видиме тоа е уцртано исто во ДУП-от многу одамна до функционерската зграда Карши нова железничка станица. Сакам да ве прашам сепак и за овој актуелен горлив проблем со собирањето на сметот во Скопје. Можеше ли владата, бидејќи сте ви член на владата, можеше ли владата на систематски начин некако да се обиде да го реши тоа наместо да гледаме популистички, да речам, потези во овој кампањски период? Претпоставувам дека во даден момент се прели чашата со целата оваа неубава работа што му се случува на Скопје. Или одговорноста
за собирање на сметот е на комунална хигиена. Нешто се случува таму. Дали е, претпоставувам дека е недоволна грижа на камионите што го собираат сметот. Претпоставувам, не сакам да не влезам, кога ќе влезат соодветни институции да го прегледаат што е проблемот, ќе биде, верувам, транспарентно кажано во јавноста. Можеше ли владата да можеше... одземе ингеренциите на локалната самоуправа на ниво на Скопје во тој дел? Особено сега кога гледаме многу горлива ситуација. Поддршката што се доби од општините, од Кавадарци, од Штип, од Куманово, од Сопиште, доведоа до да го затвориме ова прашање дека знаете дека поддршката... на тоа има забелешки, да речеме зошто Максим Димитриевски праќа камиони на Орце и на Лабудовиќ. Не праќа на Орце и на Лабудовиќ, тој прати да не само Орце, не само Максим, туку и Јорданов од Штип. И Јорданов од Штип, и од Кавадарци, значи ги пуштија својата ја од Битола, ја пуштија својата механизација да го соберат сметот, бидејќи јавното предпријатие Чистота Куманово е лиценциран оператор за собирање на смет. Значи тој има право да го собере и го одложија отпадот во Дрисла со платени белешки. Дојдоа, помогнаа да не се шират заразите. Имавме проблем каде што дете беше каснато од Ставрац. Имаме сериозен проблем во градот. Значи таа дератизација, дезинфекција мора соодветно на правилен начин да се води. Од каде излегуваат околувци одеднаш? Значи претходно во центарот на градот тие процеси не биле правилно спроведувани. Да беа правилно, немаше да ги имаме овие глувци, наезда на глувци да се собираат околу отпадот и дополнително отпадот, нели, нормално е извор на сериозна зараза. Поддршката што ја добиваат. Сега се реагира зошто пратиле камиони, а кога не дај Боже во летниот период горат пожари, целата оператива од градовите на противпожарни возила се вклучуваат таму да помогнат. Моментот е деликатен затоа што е кампања и затоа што покрај тие камиони ги гледаме кандидатите на власта. Ако се вратам назад, мислам дека во Скопје може постоеле и друг пат вакви случаи каде што имало помош од други општини. Јас не би оставил во делот на кампањата, ќе беше лошо сите да седиме на страна и да не повикаме помош од таму каде што може, бидејќи малце работата се крена и на владино ниво. Привршуваме само уште едно прашање. Ако не бидете избран за градоначалник, ќе останете заменик министер? Јас ќе бидам избран за градоначалник, верувам во тоа, бидејќи влегов во оваа трка за да бидам избран. Да актуелниот градоначалник добро ја водеше општината, ќе победеше во прв круг и јас немаше да бидам кандидат. Воопшто. Јас верувам во победата и немам друга опција. Ќе бидам новиот градоначалник на општина Центар. Благодарам за овој разговор. Благодарам многу. Почитувани, ви благодарам за вниманието. До крај ја најавувам новата саботажа. Пријатно. Решението со блокадата на македонската евроинтеграција е на повидок. Не е потребно ништо специјално. Само да не отвараме фабрики за оружје, за да не и бодеме очи на братска Русија. Се друго, со нивна помош, ќе си дојде на свое место. Во Бугарија има 6 бази. Ако ме слуша, 6 бази на НАТО. 2 од нив се опремени с ракети. Значи, при еден конфликт Бугарија нема да има ништо. Значи нема да остане ништо. Тоа ти е. Препораката мора да биде земена предвид и не смее да има отстапување како досега. Не смееме да дозволиме пак да бидеме наивни и незнајковци, кога веќе имаме јасна опомена за тоа како треба да се однесуваме. Значи ние сме ненормални. Ние се на секои 3 месеца се вртиме. Или не знаеме кога е времето да се бориш, не знаеш. Кога е времето да се, да се повлечеш, не знаеш. Што знаеме ние? Практично не знаеме ништо. Затоа треба да се однесуваме како првите соседи на американците, оние од другата страна на заливот на свињите, и да го следиме нивниот пример. Србите кубанци, за разлика од нас, тие се друга работа.
Тие таму, значи, цврсти са, тие се спремни, тие не се лигуши, не се вртат, нали, абе имат принцип. Принципиелно изборот е многу едноставен. Не треба пак да подпаднеме под тоа лошо влијание на Брисел и на Вашингтон. Па така како што сме благословени, како најстара нација, подклекнувањето не смее да ни биде начин на однесување пред извитоберениот западен свет. Ги гледаме и во Европа, и во Европската унија, и надвор од тоа, разни лигуши, разни разни се вртат, разни педери и тоа. Јас секогаш сум правил разлика и сум правил дистинција него хомосексуалист и педер. Така. Значи, затоа што хомосексуализмот тоа е специфика, биолошка специфика. Педерството тоа е специфика на умот. Ослободени од таа особина, треба да бидеме свесни за случувањата и да сме сомничави кон се што ни се сервира преку медиумите. Не е секако што мислиме дека изгледа, бидејќи големиот Владимир Владимирович е незаменлив. И јас дури по некој момент, кога тоа си викам, абе мајка му, дали се сретнаха на вистина Путин и Трамп во Камчатка? Јас сум сигурен дека Трамп е вистински. Вистинскиот, затоа што тој не е толку вреден, така што тие слободно можат да го сменат со секој двојник по тоа, разбираш и ништо, тоа е пол, нема проблем со него. А Путин да ризикува не верува. И на крајот, нешто сосема различно, но многу блиско до горе наведените вистини. Внатре во под површината на земјата не само што живеат цивилизации, туку сонцето кое што ние го гледаме всушност е Black Sun, црно сонце, нели кое што е внатре, и тоа емитува холограмска проекција која што нам на небото ни се гледа како бело, жолто сонце. Сонце древна цивилизација. Тоа е таа конекција со нас, но ако не сме сигурни за сонцето, барем за ѓубрето по скопските улици сме. Тоа дефинитивно не е холограмска проекција. Не од бугари во устав или од двојникот на Путин, ама гарантирано има врска со нечија злобна специфика на умот.